Look at me. Македонски народ е денес среда 20:30 часот и јас Јанковска Ивана заедно со мојот тим ви припремивме на вистина преубаво изненадување. Се наоѓаме во прекрасната Струмица и тоа на најубавото место, а тоа е хотел Сириус. Сега сакам да представам нашата гостинка вечерашна во отвореното студио на Hot Stars, а тоа е вртоглаво згодната, атрактивна, убава, млада балканска пејачка Теодора Джаквировиќ, која ни е вечерва како мачкица, можам да кажам. Добре ни дојде официјално во Hot Stars. Тоа е добродошла, е тако? Да. Океј. Мало ќе имати проблем, извини, молим те, али потрудit ću се да вас разумем. Добровече свима, добровече теби. Криво ми е што е овако све сада јурњава, што си и ти у хаосу, што и ми сада јуримо на наступ, али ми е свакако драго и част ми е што си ме гостила у своја емисија. И мене исто и тоа премногу. Сакам да ви кажам на сите дека не беше иш лесно да дојдеме до ова снимање и да го направиме, но еве, кога се сака се може и затоа што е пренатрупана агенда од настани, сепак направивме да се изреализира. А добро, лето е, сви доста радимо и svi smo i umorni i ono što sam rekla u haosu, ali okej, stvarno sam se potrudila da vas ispoštujem, da nađem svoje vreme, da eto, barem malo popričamo o svemu. Така е, накратко морам да ти го пофалам твојот изглед, како што кажав, мачкица, ама тоа е како убава. 2 часа се спрема, никогаш не доцни, тоа е нејзина, како да кажам, особина. Денес малку ни задоцни, 10 минути, но тоа не е ништо страшно. Жени сме. Treba mi 2 sata. Uvek sam, 10 minuta, pola sata, međutim, pod ogromnim sam stresom kada tako nekada prosto moram za pola sata, ali kada imam mogućnost da se sredim, stvarno volim da izdvojim tih 2 sata, da se lepo natenane, sredim, da pustim neku muziku, volim da se sama šminkam, pa mi to bude malo izduvni ventil da odmorim pred nastup. Tako da iz tog razloga sam rekla, razumi me, žena si, treba mi 2 sata da se spremim. Тотално те разбирам, Теодора, да можеш пример еве вака да се представиш на сите гледачи кои не те знаат. Не верувам дека постои таков, но еве да има некој што не те знае. Која е Теодора? Како би се представила накратко? Pa, u suštini da. Kao da sam u nekom castingu. Teodora Džekverović, devojka koja je došla iz malog mesta koji inače ima makedonsku krv. Moj deda, otac od moje majke je Makedonac. A eto tako, znači... Pa imam tu vatrenu energiju u sebi. Neko ko se trudi, neko ko je istrajan na svom putu i u poslu, neko ko se trudi da uvek donese neku pozitivnu atmosferu i pozitivnu energiju. Nekada naravno ne uspevam u tome, čovek sam od krvi i mesa, ali trudim se da budem iskrena, srčana, emotivna i da budem ono što sam ja. Тоа што го кажав и претходно, оваа прекрасна дама не само што изгледа прекрасно, него и навистина има добра душа. Хвала ти. Навистина го мислам ова, не ни е прв пат да зборуваме, но еве прв пат сме вака малку во поразлично издание. Сега сакам да прочитам нешто. Најскапите рани кои можеш да си ги направиш на себе. Се ќутење и допуштање. Тоа е последното стори сега што го стави. Извини, молим те. Тоа се пауни. Јао, пресладко. Добро. Ја можеш да поновиш, молим те. Најскапите рани кои можеш да си ги направиш на себе. Се ќутење и допуштање. Тоа е последното стори сега што го објави на твојот Инстаграм профил пред да го направиме ова снимање, па би те прашала кога во животот најмногу си допуштила и кога во животот најмногу си прекјутила. Aha, razumem, to je ono što sam stavila na story sada, pa i verovatno je pitanje kada sam nekim ljudima dopuštala i kada,
Pa mnogo puta. Mnogo puta nisam znala da kažem ne. Htjela sam da sve ispoštujem, međutim to stvarno nekada nije dobro. Za sve je dobro sem za mene samu. I mnogo je teško da u ovom poslu ispoštujete svakoga jer je to nemoguće. I jednom se desi da nekoga ne ispoštujete, taj neko se možda i naljuti, ne shvati to na pravi način, ali prosto čovjek mora da stane iza svog ne i da ima hrabrosti da kaže izvini, ne mogu, nadam se da ćeš razumeti, ako ne možeš, ok. Ali u suštini ja jesam mnogo puta dopuštala nekim ljudima, ja sad naravno neću imenovati te ljude, ali voljela bih, ja uvek kažem nisam onaj tip koji kaže da bi sve isto uradila, iako ja znam da se sve u životu dešava s razlogom, ali voljela bih neke stvari da imam mogućnost da promenim. Da promenim svoje ponašanje prema nekim ljudima, da gledam na život drugačije, da cenim život mnogo bolje, svoj dan, sebe samu, mnogo više nego što sam to radila, iako sam i tada mislila da to radim. Zapravo, sada iz ovog ugla, sa ove tačke, mislim da nisam to dobro radila. Tako da voljela bi da imam mogućnost da neke stvari promenim. Ali, Bože moj, verovatno ne bih naučila neke stvari da se nisu desile. Tako je, apsolutno. Zato sam opet zahvalna Bogu na svemu što se desilo, ali mislim da čovek kada shvati da je pogrešio, zato ima želju da promeni neke stvari. Ja se trudim da sada to menjam u budućnosti, jer nažalost vreme da vratim ne mogu. Ne može, tako. Tako da eto, i trudim se da negdje i svojim fanovima objasnim sad kao šta je život. Ne želim da filozofiram, ima još mnogo toga što moram da naučim. Mlada sam osoba, ali mislim da jesam za 27 godina zaista dosta naučila i da što kaže ljudi, život me je šibao, ali stvarno jeste. Nekako sam uvek bila iako mnogi to ne znaju, ali stalno sam bila bačena u neki izazov koji sam morala da rešim i nekada sam bila umorna, nekada nisam to uspevala, ali, Bože moj, čovjek sam od krvi i mesa, ja nekad padnem. I to što sam htjela kažem, trudim se da i svojim fanovima i mladim ljudima, eto tim nekim stvarima koje okačim na story, stvarno bih voljela da to zaista dođe do njih onako kako treba. Теодора, можам да ти кажам дека си навистина сега па вака како те слушам како зборуваш. Тоа што поминало не може да се врати, но тоа што е во иднина, нели се поправаат работи. Дали веруваш во судбина? Дали веруваш во соништа? Pa, mislim, kao sudbina. Ja prvenstveno jesam vernik, verujem da nam zaista Bog daje ono sve što je za nas najbolje, iako nam se nekada ne čini da je to najbolje za nas. Ali verujem da svi ti znakovi pored puta, jer kada prođe neko vreme i shvatim šta mi se desilo, na primer, evo sad dajem primer veze, neka iskustva, shvatim da sam trebala i da mi je Bog, ja barem verujem, mnogo ranije pokazivao neke stvari, ali ja ili nisam želela to da vidim, ili sam slepo verovala da će neke stvari da se promene. I sad ne govorim tu da je neko bio loš za mene, ili da nije prava osoba za mene, da ne poštuje ono što ja tražim i ono što ja smatram da meni treba. I možda je ta osoba idealna kao takva za neku drugu osobu, ali pogrešna za mene. I meni je jako krivo što nisam mnogo ranije neke stvari prihvatala i videla pravim očima. Сакам да се насмееме малку. На TikTok профилот кај тебе пред неколку месеци видов нешто многу интересно што не знаеш како ме насмеало. Постави мравки на која што твојата мајка ја пушти во гласовна порака. Како коментира? Теодора, па жената, што ќе ја направиш? Жената мислам дека не знам, се превозбуди. Рој мрава, каже. Ќе го пуштам ова да оди во... Gledaj u sobi šta se dešava, puno mrava od sinoć se nakupilo. Normalno bre, ti normalna bre, odakle ti mravi toliki bre? Pa sinoć ništa nije bilo, prosto to nije se jelo, odakle se stvorili ti mravi? Mora da ideš u poljoprivrednu apoteku da kupiš nešto za mrave da naprskaš bre. Jaoj, gospodi Bože dragi, gledaj ti, to je roj kolona. Usisivače bre, oni usisivača će da izađu napolje bre. Jesi ti normalna bre, kakav usisivač bre? Jao, ne znam, to nešto nije u redu. To je jedno kad ti uđu mravi. Znaš kad će da ih očistiš? Na kurcovdan. Nešto se vrte u krug, jel ti vidiš to? Kao neku maršutu da oni prave.
Crna magija, daj ne lupete gluposti. Od negde su se izvukli bre iz neke rupe, ko zna, nemam pojma šta ti kažem. To mora se naprska bre sa bum sprejom. S nečim da naprskaš. Neko leglo ima neka jaja. Ne može ti toliko preko noći bre, to toliko mrava da se izlegne bre. Šta je s tobom bre, gospodi Bože dragi? A najgore od svega, što ona jadna bila tada bolesna, prehladila se, nije htjela to da mi kaže da me ne nervira. I ja u cijeloj toj frci joj govorim da imam roj mrava u kući. Mislim, svako zna da je teško da se reše mrav, pogotovo ja samo u kući, kako ću? Ona sve misli da ja ne mogu ništa i dalje me gleda kao da sam mala devojčica, da. I onda na svu tu frku, ja joj na kraju ni ne govorim da se ja šalila. To tako ostane. I nju da li je pozvao ili neki novinar, ili neko i kao kocao, pa ja se toliko ismejala za one mrave. Ono kao, koje mrave? Kao, pa nešto mi rekla Teodora, neki mravi u kući, zato... Pa kao, pa zezala se s tobom. I ubiću je, kaže ona, ubiću je. Kada odат ženi koji... Kada odат ženi, како јас, кој не знаат да сакаат. Тоа е дел од твојата песна, Жена без адреса. И тука би сакала да те прашам, знаеш ли да сакаш? Каква си во љубовните врски? Каква си во пријателствата? Каква си во семејните односи? A vidi, ja sam tu rečenicu shvatila ne kao žena koja ne zna da voli, nego ženu koju ne zna da vole. Ženата која што не знаат да ја сакаат. Tako je. Jer sad ne mogu ja i odavde muzika, ne mogu ni da se setim ja kako ide. Sad ću da se setim. Можеш да ја запееш слободно, таман ке имаме една ексклузивна... Od sviti đavola s kojim sam spavala, najdrži ti si, dok sam se plašila, što te ne otera, miris tamjana, kad tebi misli, milete, a gde ću ja u zoru sanjiva za volanom, pitam se što nisam voljena i šta to meni fali još da me voli neko ko me ne gleda istim očima. I onda sam ja to shvatila šta to samo očima, kao ženu koju gledaju samo očima i vole samo očima, a zapravo ja mislim da posjedujem i nešto ono što se ne voli samo očima, nego i dušom. Tako je. I onda ja sam prvo razmišljala da li je to žena koja ne zna da voli. Ne osjećam se kao žena koja ne zna da voli, mislim da znam da volim. Bar sam se ja tako osjećala i uvek sam se trudila da dajem što više ljubavi. Više je kao da li mene umeju zaista muškarci da vole na pravi način. Da li, pošto naravno mi pevačice sve lepo izgledamo, sve ovako sredimo se jedno, drugo, treće i naravno ne, za nekoga ne izgledamo lepo, svako ima svoj tip, drugačiji. Морам да те прекинам тука. Не е точно. Добро. Миленица си на сите. Миленица си буквално на сите. Не само на нас новинари, не само на твои колеги, не само на публика, буквално на сите. Кога ќе се спомнете од Дора Джехверовиќ, некако е како синоним за нешто убаво. Baš mi je drago. Iskreno je ova. Ali opet slažem se i mislim da postoje razni tipovi žena, nekome je lepša neka druga pevačica, nebitno je sad to šta sam htjela da kažem. Za nas se eto gleda da smo lepe, zgodne, najnovija moda, jedno, drugo, treće, ali mislim da stvarno svaka pevačica se u jednom momentu osjetila da ljudi gledaju površno. Da gledaju samo to i kao neku titulu, osvajanje neke titule, a zapravo stvarno mislim da svaka žena zaslužuje da je vole zbog onoga što je ona unutra, a ne ono što je spolja. Jer danas, složit ćeš se, svaka devojka na Instagramu izgleda dobro. Evo, meni svakodnevno izlaze, ja lično više pratim devojke i žene, pa prelepe žene i zaista mislim da barem danas svaka žena može da se sredi lepo, da malo se više potrudi, šminka, frizura, pa na krajeva i ti efekti i svašta nešto, ali mislim da je stvarno najbitnije ono što nosimo u sebi. Tako je, i da to zadržava sve nas da budemo sa nekim. Sve taj sjaj, sve to prođe, ali ono što je iznutra je zaista najbitnije. Šta ti imaš da mi ponudiš to iznutra? Затоа што убавината, како кажуваат, еден ден може и да помине, но тоа што е внатрешноста, што го имаш внатре, тоа не поминува никаде. Тоа далеку многу повеќе врати отвара отколку само ликот. Така е. Сакам да споделиш со нас вечерва
најсимпатичното додворување од страна на некој твој обожувач. Пример, каков гест има направено за да ти го плени срцето? Нешто што е така, ти останало во сеќавање, не знам, има милион начини сето тоа да се направи. Stvarno ima i svakodnevno imam tako neke fanove koji, pa ja ni ne znam da sam izbacila nešto, oni već komentarišu, pa meni je to fascinantno kako su toliko srčani. Onda ima jedna devojčica koja je iz Beograda, pa ona jadna svaki put kad me vidi, ona se rasplače. I zaista, sad kad pričam o svemu tome, koliko je to prelepo kad shvatiš da te zaista neko toliko voli, kada si nekome toliki uzor da živi tvoj san, a da nije tvoja porodica, da nije tvoj prijatelj, da nije odrastao sa tobom, nego jednostavno izabrao da te voli zbog svega što ti jesi. I barem za mene milion mana su i novine i ovako i onako i pokušavali možda da uprljaju moj obraz, a meni je toliko drago što i pored svega toga su ti neki ljudi izabrali da veruju meni, mojoj suštini, mojim emocijama, mom načinu života, svemu onome što ja plasiram, a ne eto nekim novinskim natpisima, nekim neistinama, čemu god. Значи, за сите овие убави разговори, ја сакам да наздравиме со едно убаво винце. Жива да ми бидеш. Оваа прилика сакам да искористам за да ги поздравиме нашите пријатели Вардарска долина Шато Ризов за тоа што се заедно со нас и сите вие кои што сте љубители на вино, секако треба да си обезбедите по едно вакво во вашиот дом. Секако не пропуштивме прилика едно вино да донесеме и за нашата гостинка, повели. Хвала. Доколку си љубител на вино, ќе ти се најдете како за со. Ова е само за со блиски луѓе, убави луѓе. Stvarno? Da, Hvala ti така. mnogo. Pa jesam, volim hladno belo vino. Ne mnogo, jer ja sam već na trećoj čaši pijana. Ma ne, posle druge sam ja pijana. Malo mi treba, pošto se iskreno trudim da ne pijem često, kako bih sačuvala naravno i svoje zdravlje. I glas, tako je, kada popijem, nekada, eto, i nazrevim i od sreće i tako dalje, uvek sutradan me boli grlo. Tako da, stvarno se trudim da budem diskretna kad su te stvari u pitanju, a najpre zbog zdravlja. Сега мислам дека може да направиме една кратка пауза од нашиот денешен разговор, да ги погледнеме летните авантури кои ги припрема Марија. И повторно од студио се префрламе токму на оваа добра позната дестинација, а тоа е Аквапарк Пробештип. И денеска во нашите летни авантури се вклучува добро познатата инфлуенсерка од Македонија, верувам дека нема некој што не ја знае, а тоа е нашата Нина Ред. Нина, да те прашам како си прва, ни добро ни дојде? Се чувствувам прекрасно во ваше друштво, морам да признам, и веќе сум опремена, спремна за нешто што не ми ни најавивте, само ми го дадовте и сега не знам што ќе се случува. Точно, ја податаму ќе ти ги објаснам правилата на играта, така да ќе сватиш за што станува збор. Мирна сум. Најпрво би сакала да те прашам две прашања. Ајде. Првото прашање ми е поврзано со тоа што пред може да кажам краток период го имаш објавено на твојата социјална мрежа, тоа е TikTok, видеото каде што спомнуваш за македонските пејачи. Така. Дали можеш нешто накратко да ми објасниш и да ја објасниш на публиката за што точно станува збор? Да, претпоставам нека имате и повозрасна публика која што ве следи и да не бидеме ние нели толку па и сериозни, ама ќе го објаснам тоа во кратки црти. Објавив едно видео на TikTok каде што бев побудена од емоција дека сите соседни држави си имаат пејачи кои што имаат, па и тие пејачи интернационални кариери, песни кои што скоро па цел свет ги знае. Однеодамна беше некоја албанска песна голем хит и се уште се врти по тие радиостаници, а особено по TikTok, знаеш како функционираат тие работи. И си реков, чекај да ги поттикнам нашите луѓе овде, зошто нема некој наш човек кој што можеме да го бутнеме и по тие социјални мрежи, да биде актуелен, да го споделуваат луѓе, сигурно ти имаш TikTok, Точно. да се снимиш, да подржиш и некако така да ги буткаме за да може и самиот алгоритам на TikTok да го сервира на другите луѓе кои што може и тоа не го ни следат. Па така и направив некој видеовце, кажав цела оваа приказна и под коментарите луѓето многу кажа некои работи и се буне и
вината ја пренесува на нашите артисти, меѓутоа темата е многу подлабока и мислам дека не е ни време ни место да го продолбочуваме овој разговор, меѓутоа ете, знам македонската музика, ама па затоа и тука сме и ќе ги подружиме се понатаму. Би сакала да те прашам исто така, бидејќи ти се занимаваш со, да кажем, инфлуенсерка си тука во Македонија. Дали мислиш дека во Балканот и во светот инфлуенсерите некако повеќе се ценати отколку инфлуенсерите во Македонија? Тоа е исто така широка тема и многу ти благодарам што ја отвараш. Гледам дека се почесто медиумите отварат. Тоа ми е особено драго. Сега треба многу работи да се дефинират кај нас кој е инфлуенсер и што е инфлуенсер. И ти си инфлуенсер со тоа што тоа го работиш и човекот што е позади камерата, така и јас си носим некоја одговорност на тие социјални мрежи. Сега ако некој одлучува да биде на тие социјални мрежи, па треба да подразмисли што сака да каже, што сака да пренесе, што сака да ги научи луѓето. Меѓутоа точно е дека се огледуваме на инфлуенсерите од Балканот, од инфлуенсерите во светот, таму е сосема друга политика, они и не им треба друга работа, они заработуваат од TikTok, од Instagram и така натаму. Меѓутоа кај нас тоа не е случај. Кај нас треба добар ден. Како сте? Уживате ли во пробишти повде? Да, убаво ви е. И на нас. Ете, гледаш како се водреле вистинското место за луѓето. Точно така. Така што околу инфлуенсерството, да, ако јас сега ставам слика или видео дека сум тука, луѓето ќе видат, ќе ги подсетиме дека и вакво место убаво постои. Меѓутоа имаме и ние многу работа да се покажеме на Балканот. Знаете дека за многу работи па и Македонија во таа приказна. Мило ми беше, фала ти што ми одговори на прашањата. Сега да продолжиме кон играта, затоа што јас сум нетрпелива да почнеме со авантурите. Не знам дали си сигурна за мене. Ќе видиме кој ќе победи на крајот. Вака, правилата на играта се е тоа што имаме 3 дестинации, 3 различни места на кое што ќе биде поставена една цел. Добро. Целта во моментот ќе ни биде гума за пливање. Дечкот. Да, исто имаме еден од тимот на Аквапарк Пробишти. Добро. Можеш ти да се вежбаш ја додека објаснувам. Те слушам. Имаме еден член од тимот на Аквапарк Пробишти кој што ќе ни помогне да ни ја држи метата. Ние имаме пиштоли во кој што моментално имаме 6 топчиња, 6 удари, 6 можности. Значи, готови се луѓето да намета се кај мене. Па да видиме кој ќе победи. На крај се собираат поените од сите 3 места, од сите 3 дестинации. Тоа значи дека ќе Со бројка, да. Кој има најмногу поени освоено, тој е победник. Тоа значи дека јас. Да. Ќе видиме, може би и јас. Може да почнеме. Не е наместено, да знаете. Дали си подготвена? Јас сум подготвена. Ти? Дај мускули, да реков мускулите. Ќе видиме камерата како ќе покаже. Ќе видиме. Нема да си направила нека монтажа таму. Нина, не ти. Океј. Ја допир со камерата. Може да почнеме. Ајде. И за почеток и давам предност на Нина, што моментално ми го има вперено пиштолот во глава. Се надевам дека нема да испали некој метак. Нина, имаш предност, па ајде да почнеме. Претходната локација ме води со 2 поена, додека ја освоив само 1. И сега видовте како уште 2 поена доби така магично и сега има 4. Она каже дека ќе ме победи, стварно е можно да ме победи, освен ако сега јас не погодам 3 пати, затоа што во претходната игра само 1 поен имам. Така да ќе видиме. Сега за сега е 4-1.
Јас дојдов да победам. Јас не знам за другите. Ама ова игра е боза. Како прави? Mic drop. Јас првен да ти честитам за тоа што ме победи, можам да кажам. А ја бев спремна да ти ја бацам раката. Можам да кажам. Да ги гледаш секогаш мораме малку забава, знаеш. Така. Стварно беше сигурна во тоа дека ќе победиш и остана со таа сигурност и стварно ме победи. Вежба, знаеш, започнав и нешто кикбокс и морав. Можам да ти се приклучам ја во кикбокс некој ден. Мораш да ти кажам, ама ќе ми ветиш дека ќе биде така. Договорено. И сакам да ти подарам еден подарок од Аџико Home Center, место каде што може да се најде за нашиот дом и градина. Повели, ова е за тебе. Многу внимателно од вас. Бидејќи победи во играта и бидејќи дојде не испочитува и се надевам дека ќе ни бидеш гостинка во студио во понатамошно време. Ви благодарам многу на поканата. Драго ми е што постојат вакви формати, вакви емисии каде што ќе можеме да се изразиме и ние во некој инакво светло, убаво светло. Каде што ќе можеме да се забавуваме, да се смееме, да се предизвикуваме и со нетрпение очекувам што ќе подготвите следно, бидејќи немој да сте ме испуштили од списокот. Никако. Секогаш Супер, ќе бидеш запишана на нашиот список. Супер сте, фала ви. Фала ти премногу. Видовме каква е Теодора во студио. Ајде сега да видиме каква е Теодора на сцена, а воедно ја прашавме публиката која е нивна омилена песна. Не би била лоша идеја из клуба да ме татиш, а види мили још би клецала и се ти промили баш сам весела, али живи били ноќе без сана. Иди види сиќе дан, бежимо со звездана, а добро си ми дошо тако леле. Вечерашнава забава тука. Кажи ми која песна најмногу ти се допаѓа од новиот албум на Теодора? Рука! А на тебе? Рука! Пичек од тебе или доручок од мене? А што ќе бити с нама када сване дан? Да спустит ćemo zavese. Изгледаш бука, крај си меѓу 300 дилеја, бука ситни сати. Ко прави другар не би била лоша идеја из клуба да ме татиш, а види мили још би клецала и се ти промили баш сам весела, али живи били А сега време е да се насмееме малку со киселите насмевки кои што ги припреми нашата убава Марија повели. Токму така, мило ми е што ве запознав и јас. Во оваа рубрика ви поставувам прашања, Добро. што очекувам брзи и кратки одговори. Океј. Прво прашање. Дали твојата песна Чука од новиот албум содржи некои скриени пораки? Да. Добре. Идемо дале. Второ прашање. Какво мислење имаш за изведбата на настапите на Десингерец? Nemam neko specijalno mišljenje, ono što većina misli, mislim i ja i to je to. Ali mu želim svu sreću, nemam razloga ja da dečku želim bilo šta loše. Трето прашање. Во врска си љубовниот статус. Дали си зафатена, односно во врска, или пак си слободна и каков тип на момци најмногу ти се допаѓаат? Da li sam slobodna ili... Или пак си во врска? Tu neću ništa da odgovorim. Во ред, а каков тип најмногу на момци ти се допаѓаат? Tip koji zna da me ceni, koji je svestan koga ima pored sebe, to je moj tip. Во ред, и последно прашање. Да би можела нешто да промениш во минатото? Дали би променила? Во минатото, во твоето минато, прошлост. Aha, prošlost, okej, da, ono što sam rekla malo pre, volela bi da mogu da promenim. Фала ти премногу. Фала. Бидејќи беше одлична во играта, сакам да ти поконам еден подарок од Аџико Home Center. Joj, hvala vam. Nisam očekivala ću dobiti poklon. Mnogo mi je žao što se eto ja nisam organizovala da vama nešto Тоа е за sledeći твое put. здравје, ќе ни дојдеш нареден пат во Хвала. студио, така да ќе се видиме, ќе се дружиме, тука сме. Јас ти кажам Sad дека sam убаво videla ќе си šta je. поминеш. Ovo je strava, ovo ću da nosim na put. Hvala vam mnogo. Нема зашто, драго ни е што ти се допаѓа. Сакам да кажем избор 2 за албумот, малку сега што излезе, затоа што сме кратки со време и треба да одиш во морето од албуми кои што излегува во последниот период. Навистина излегува премногу албуми. Јесте. Можеби до сега не памтам кога било Тако е. нешто такво. Твојот се издвојува и така од сите, затоа што ете така некако привлече медиумско внимание.
Pa eto, mi smo se potrudili, drago mi je što je stvarno su ipak pesme na neki način pronašle put do publike, jer je stvarno izašlo mnogo pesama i čak da su možda i najbolje na svetu, od toliko pesama ljudi više stvarno ne znaju ni šta da slušaju, ni šta je dobro. Tako da, eto, stvarno mi je drago što su stvarno neke pesme, naravno, svaka ima svoju publiku, ali zaista mogu da kažem slobodno da imamo 4 zaista pesme koje su onako na sav glas pevaju. Така е. Сандра, твојата менаџерка, твојот пријател, твојот другар, имаш кажано дека без неа некогаш не би знаела што со себе. Точно je to, така? Pa jeste, u suštini ona mi je stvarno velika podrška i mnogo mi je drago što sam imala ženu pored sebe i dalje je imam, što možemo da se razumemo najbolje i stvarno mi jeste velika podrška, radimo, svakodnevno se čujemo, šta ćemo dalje, kako ćemo i zaista onako uživamo obe u svemu onome što smo zajedno napravili. Ама жена како жена знае некогаш и да не се согласува. Еве, пример, ти кажуваш дека е бело, таа кажува дека е црно. Кој попушта прв? Може. Stvarno uvek nađemo nekako zajednički jezik. Ili ja popustim ili ona popusti. Mislim, moramo, drugačije nema. Така, значи двете. Окей, да се навратиме на албумот Жена без адреса, како што споменав и претходно, тоа е дел од твоја песна и тоа мислам дека голем дел од музичарите е многу важна таа реченица, затоа што ние како што сакаме да кажеме, можеби сето тоа убаво изгледа, сето тоа е убаво платено и се е нај, но сепак тоа е многу захтевна работа, многу позахтевна од оние кои што одат од 8 до 4. Vidi, ja stvarno ne bih voljela da kažem da je moj posao teži od bilo čijeg posla, jer mislim da svaki posao na svoj način nosi i ozbiljan pritisak i obavezu i težinu i tako dalje, ali samo mislim da je zaista mnogo teži posao nego što ljudi mogu da zamisle, ali okej. Prosto onaj ko nije upoznat sa tim, razumem što ne razume nas, ali opet stvarno ne bih voljela da kažem da je teži od bilo čijeg posla. А колку жената без адреса може да си го зачува својот живот, својот партнер, својата фамилија, своите пријатели? Марија Микич, пример, си го носи својот маж, својот сопруг секаде со себе. Мислам дека истото го прави Сека Алексич, дека сопругот ти е менаџер, ако не се лажам. Гоце Тржан е некој член од бендот. Vidi, teško je. Ja iskreno ne bih volila da imam neko koji je u ovom poslu. Jer, znaš, mora svako da ima nešto svoje i previše bismo bili ovako samo na jedno, na ovaj posao, na to naše. Mislim da je skroz okej da ta neka osoba ode na svoju stranu, na svoj posao koji je potpuno drugačiji od mog, ali da opet oboje razumemo jedan drugog. И сакам како за крај да поставам уште едно прашање, затоа што таму веќе ми кажаа дека кратко е премногу времето. Сакам како за последно прашање да прашам, дали си среќна сега еве во ова што сето го имаш направено? Дали го живееш животот кој од секогаш си го сонувала? Jesam, ne mogu da kažem i stvarno samo iz sebi bi da izvineš lupila šamar kada bih rekla da nisam srećna i ja se mnogo puta zahvalim Bogu, ali mu se izvinim. Ako u bilo kom momentu misli da nisam zahvalna, nekad se čovjek umori, nekada bude nemoćan, tužan, nema snage, ali stvarno sam toliko zahvalna Bogu na svemu. Mislim, ja kažem, sutra da sve ovo prestane, ja sam svoje odradila. Јас само сакам да ти кажам, блискај и понатака во животот и не дозволувај никогаш ништо да ја угасне оваа твоја жар што ја имаш пред себе тебе. Hvala ti na svemu. Да се гледаме само вака во убави прилики. Драги мои, јас знам дека денес и текако се забавувавте, затоа што имавме навистина прекрасна гостинка. На вас ќе ви посакам да имате убава вечер, но претходно сакам да ги поздравам бутика Зелеа, кои што се погрижија за нашиот денешен изглед. Секако сакам да ја поздравам нашата докторка Теодора Зировска од Dental Spa, која што се грижи исто така за нашиот изглед, на што мислам проверете кај нејзина профил. И сега веќе ќе ви кажам довидување до следна среда. Pa nekako uvek nađemo Само neke... малку.
Buba neka, jel da? Ja se ne bojim, nije Не, problem, добро. okej. Може. Да се гледаме само вака во убави прилики и тоа е тоа, мислам дека ќе ме заколат. Може само да се Бежим. сликаме и тоа е тоа. Може да се Бежим. сликаме? Ајде. Ајде. Ćemo da sedimo Може ili- вака, да. Многу добро ми кажа, дури ме збуни, не знам сега што да ти поставам следно прашање. Морам да го видам сега. Ми ги одговараш сите прашања без да те прашам. Искрено, како што ми се напишани, ти ми ги Драго одговараш ми е, претходно. драго ми е. Сакам